12-дневна или колку беше? Да. Мали и средни предпријатија, која категорија на бизнисмени беа опфатени со оваа одлука? Самото име, значи, на одлуката која што е во рамките на проектот кој што спроведува Фондацијата за мали и средни предпријатија е подобрување на менеджмент вештините, што значи целната група беа раководители и управители на фирми кои што беа селектирани во еден процес од страна на во рамките на самиот проект да учествуваат на оваа одлука. Во овој период ги добија соодветни нови сознанија и одредени вештини на кои што се несуваат во делот на лидерството, во делот на управувањето со човечките ресурси и еден дел кој што се несува на бизнис процесите. Значи во самата фирма, во кој што и фокусот беше ставен во делот на нови методологии, како што е воспоставувањето на стратешките планови за малите и средните предпријатија, неопходноста на нивно воспоставување, користењето на методологијата на баланс скоркарти или балансирани карти за оценка, воспоставувањето на систем за мерење на изведбата или перформансите. Значи сите овие елементи кои што се во современиот менеджмент, современите менеджмент процеси присутни, да и фирмите кои што се во овој регион почнат управителите да размислуваат и ги спонзорираат, односно поддржуваат таквите процеси со собствените фирми. Оваа одлука не завршува тука, продолжувате и понатаму? Да, бидејќи ова беше замислено и целиот проект е така изграден како една вид тренинг академија во однос на подобрувањето на менеджмент вештините, значи на фирмите. Така да, она што како алатки, како елементи кои што треба да бидат воведени во иднина страна на фирмите, беа презентирани и самите менеджери, односно управители или дел кои што беа вработени задолжени во одредени сегменти во самите фирми, да станат и носители на промените во своите фирми со воведувањето на новите технологии на управувањето. Така да, она што ти овде го работевме во делот на овие 12 дена изминати, во наредниот период секој од фирмите ќе имаме повторно работа на продолбочување и специфицирање на она што нас работеното одделно за секој од фирмите. Расположени ли се менеджерите да внесат нови промени? Она што беше карактеристично за целиот период на одлуката е нивната спремност да направат нов исчекор во развојот на своите фирми, значи да спремни се да воведат нови, да доведат одредени промени, некои да воведат одредени нови процеси и услуги во своето работење, а дел и да го зголемат бројот на работените од што ги лица. Имате можности за тоа? Каква е финансиската состојба? Финансиската перспектива, која што е една од перспективите на самата методологија на балансираните карти за оценка баланс скоркард, е анализирана од самите фирми. Нормално изворите кои што беа се различни за секој од бизнисите. Значи секој од нив се најдува во различна финансиска кондиција и со различни планови за иднината. Така да од тој аспект најверојатно одговорот по-одделно секоја фирма ќе си го даде во индивидуалната работа со нив при граѓањето на планот.